Повеќе од една година рестораните за свадби се празни, затоа што поради пандемијата истите беа откажани. Ако работите не се променат, ситуацијата може да биде иста и ова лето, кога се одржуваат и најголем дел од свадбените веселби. Ана Јанчева, менаџер на струшкиот хотел Дрим, вели дека само во нивниот објект минатото лето биле откажани 100 свадби, кои биле презакажани за годинава, но и тие се ставени на чекање. Ќе биде голем удар за нас ако повторно и оваа година не може да се одржат свадби. Се надевам барем за надворешните локации дека тоа ќе биде овозможено. COVID-19 донесе економски крак во многу дејности. Без работа останаа и музичарите, но и организаторите на настани и разни други инвенти. Вела дека ги трошат за штедите од минатите години. Прво, емотивно сме испразнати. Дефинитивно, економски да не правам така да не знам, чувството е како никогаш дека нема да пропееме. Не знам, се надевам дека во блиска иднина ќе се средат работите. Тешко ќе биде да преживееме уште една ваква година. Голем дел беа свадбите, тие се најголем допринос имавме од нив, али работевме и спотови, кампањи, све останато. Значи што концерти, лайв стриминг, све што може со видеопродукција се покрие, али сега е све застанато. За сега нема протоколи од Комисијата за заразни болести за одржување на свадбените прослави и други настани. Имаше некој предлог протоколи, колку и тие се реално изводливи, не знам, бидејќи цела контрола и цел товар ќе падне на нас како организатори на свадбите. Нормално, а доколку има, ние ќе дадеме се од себе да ги испочитуваме 100% во интерес и на првенствено здравјето на гостите и здравјето на персоналот секако. Морат да се донесат протоколи, какви и да се, значи да планираат барем и со 50 души да знаат дека ќе можат да прават свадби. А од денес за утре никој нема да дојде од Америка или од Австралија да прави свадба. Но гумина не можејќи да издржат, ја напуштиле дејности и почнале да работат друга работа. Неодамно индустријата за организирање на настани на протести пред владата побара неповратна финансиска помош во вид на грантови, затоа што според нивните податоци имале пад на работата за 62%. Мораме да најдеме чаре да излеземе од оваа дупка. Значи, може да треба и следниве 5 години да живееме. Држава не е толку јака за да може нас да не плаќаат уште следниве 5 години. На рестораните за свадби државата досега им помогна во минимални плати, како и во еднократна парична помош од максимум 10.000 евра, што според нив е само помеѓу 2 и 4% од вкупно остварениот промет во 2019, затоа бараат протоколи и поле за работа. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.